Македонските неврохирурзи немаат интерес да субспециализираат педијатриска неврохирургија кај еден од водечките детски неврохирурзи во светот, Мемет Озек, вработен во Истанбулската болница Аџибаде Малтунизаде. Во оваа болница функционира посебен оддел за педијатриска неврохирургија кој нуди и стипендии за лекари кои бараат усовршување, но од Македонија и покрај покажаниот интерес не добиле ниту едно барање за соработка. Тимот на доктор Озек има 600 до 700 операции годишно, а последните 5 години нема ниту еден починат пациент. Makedonya'dan en azından benimle bir kurumun teması olmadı bugüne kadar. До сега никој од Македонија нема стапено во контакт со мене, ниту преку со телефон, со мејл, со Ama belki Acıbadem'le hasta bazında kontakları vardır. Ама може би не знам, а со мене нема, ама може би со болницата од Аџибаде може да имаат контакт преку пациентите. Kapı herkes açık. За секој е отворена врата кај нас. Озек тврди дека во Македонија има одлични неврохирурзи со кои може да соработува доколку покажат интерес за усовршување. Кај него најчесто доаѓаат деца со тумори длабоко во мозокот, деца со спастицитет, со церебрална парализа, деца со вродени оштетувања на рбетот и на рбетниот мозок и деца со епилепсија. Озек вели дека најважно за успешните операции е да се реагира колку е можно порано, понекогаш и веднаш по раѓањето, но и мултидисциплинарниот пристап кон пациентите, зашто е потребен тим на чие формирање тој работи веќе 25 години. Derin yerleşimli beyin tümörleri, çünkü bizim bu konuda çok tecrübemiz var. Beynin ortasında, derinliklerindeki tümörler. Тумори во мозокот кои се вградени во средината на во мозокот се еден од голем дел од пациенти кои доаѓаат кај нас. Spastisite cerrahisi için çok fazla hasta geliyor. Деца со спастицитет доаѓаат исто така многу Bunlar genelde serebral palsili çocuklar. Голем број од овие деца се деца со дијагноза од церебрална парализа. Çünkü bunları biz bir ekip şeklinde hizmet veriyoruz. Gerek rehabilitasyon, gerek beyin cerrahisi, gerek ortopedi, gerek nörolojik girişimler. За овие пациенти може да се работи со да бидете екипа и да се работи со една екипа каде што и ортопедот и неврологот, неврохирург и доктор за анализата на движење мора да бидат сите заедно тука и физиотерапевтот, така работиме мултидисциплинарна екипа. Во неговата екипа има македонец. Гостиварецот Енис Шабан веќе 13 години врши анализа на движењето на пациентите кои доаѓаат кај нив. И тој е зачуден зошто македонските лекари не доаѓаат во Турција за усовршување, но вели дека ги разбира. Познавам доста колеги од Македонија кои стварно кога би доаѓале овде би добиле поголемо искуство за нешто да се направи во Македонија, ама не знам во што е работата всушност. Сепак, кога ги гледам државите од Балканот, кога одам таму и на семинари, на курсеви, се некако ми изгледа дека се уште е време каде што уште не сме пројдени од оно старо на нешто ново. Посебно со старите генерации имаме проблем, затоа што тие се останати помеѓу комунизмот и капитализмот. Овие промени полека се случуваат во овие земјите од стариот Балкан, од старата Југославија. Ама новите специјалисти кои се помлади, кои сакаат нешто да научат, со нив имаме контакт и секогаш сме отворени. Плюс, јас сакам многу да соработувам со луѓе, со нашите. Тоа е сепак тоа е моја земја. И професорот едниот дел од неговата фамилија е од Призрен, така да и тој многу цени да работи со луѓе кои доаѓаат од Балкан. Така да, ако погледате во нашата екипа, дали од каде се корените, голем број од колегите кои заедно работиме се од Балканот. Зашто така размислува? Затоа што вика луѓето кои доаѓаат од Балкан имаат друг менталитет, многу се вредни, многу работат и многу се бистри. И овој план беше да соработуваме со колегите уште од 2010 година. Значи, секогаш сакавме нешто да направиме, ама се некако бавно оди, никако да ја убрзаме оваа ситуација.
Тој смета дека државната неврохирургија во Македонија може да биде и подобра, имајќи во предвид колку неговите колеги овде се трудат, но сепак вели дека некои работи не зависат само од нив, туку и од технологијата. Нивниот тим во Алтунизаде болницата во Истанбул користи најнова технологија за снимање на пациентите. Имаат магнетна резонанца која не само што го снима туморот во мозокот, туку прецизно го следи и неговото движење што ја олеснува операцијата. Тимот прави и ендоскопски операции како помалку инвазивна метода. Половина од пациентите се од странство, а меѓу нив често имаат пациенти и од Македонија. За децата од Турција нема олеснување во плаќањето, операциите ги плаќаат приватно, оти немаат договор тоа да биде на државен трошок. Кога е прашањето 21. yüzyılda од 21 век, üst düzey tıbbi hizmet almak ако istiyorsanız сакате да земете, значи добро све да ви биде и диагностиката и лекувањето, yüksek teknolojiye ihtiyacınız var. потребна ви е голема и добра развиена технологија. Yüksek teknoloji de bedava vermiyor kimse. Развиената технологија нажалост не е бесплатна. 5.000'den 40.000 dolar arası değişir. Околу 5.000 до 40.000 долари се менува. Yine yerine göre değişir ama 25-40 arası. За тумор мора зависи од местото на туморот каде се наоѓа, ама отприлика може да ви кажем околу 25.000 до 40.000 долари е за тумор. Тој до неодамна бил и председател на Сдруженијето на педиатриски неврохирурзи на Европа и вели дека се многу ретки болниците во светот кои што работат со тимови за педиатриска неврохирургија. Во Европа такви тимови има во Лондон и во Париз.